За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите грофовски шницли. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Посолуваме. Матиме со жица за матење. Го додаваме брашното. Промешуваме. Потоа во садот го налеваме млекото. Мешаме со жицата додека смесата за палачинки не се соедини. На крупната страна од рендето во садот ги рендаме компирите. Промешуваме. Со готварска четка со масло ја намрсуваме тавата за пржење. Нанесуваме една црпалка од смесата. Откако ќе се испржи од двете страни, ја ставаме палачинката на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите палачинки, ги редиме една врз друга. Месото го сечеме на шницли. Ги посолуваме шницлите. Шницлите ги пржиме на загреаното масло во тавата на оган. На крупната страна од рендето ја рендаме главицата кромит. Испржените шницли ги ставаме на чинија. На преостанатата мрснотија го пржиме изренданиот кромит. Потоа ги додаваме шампињоните. Промешуваме. Огнеотпорниот сад го попрескуваме со масло. Една шницла ставаме врз првата палачинка. Ја виткаме палачинката во ролат. Ја ставаме во огнеотпорниот сад. Постапката ја повторуваме со преостанатите палачинки. Тавата со испржените шампињони ја тргаме од оган. Ја додаваме киселата павлака. Го нанесуваме сосот врз палачинките. Потоа на крупната страна од рендето, по садот го рендаме кашкавалот. Садот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата и шери домати. Потоа на чинијата ги сервираме грофовските шницли. Декорираме со кругови црвена пиперка. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 50 минути. Добар апетит!